Не ми се нешто сите овци на број, ми побегна и не успеах да ги фанам. Што се кажам? Кочани. Нели годишнина од таа трагедија, што ја потресе не само Македонија, туку и светов пошироко. Знаете, размишлјав, нели обично за оваа трагедија посебно знаеме да кажеме, системот закажа, системот корупцијата. И вака седиш си размишляш, да, системот. Тоа е системот. Така е. Кој го прави системот? Луѓето. Луѓето, дечки, дури на некој начин не го прават ни партиите. Луѓето го прават. Оти ви имате партии, имате закони, кај што викаат немој да се корумпираш. Не дозволај да си корумпиран. Особено ако си дел од тој систем, државен службеник, функционер, појма неа. Многу имате вие и, како да ви кажам, по светов и честни председатели на партии. Имало и честни кои што владееле, биле председатели на партија. Па не успеале да си ја спасат партијата или државата ако ја воделе, од тоа, нели, од таа аномалија наречена корупција. Зошто? Затоа што алфа и омега, најмал заеднички содржател на корупцијата е поединецот, човекот. Ја тебе можам да ти кажам што сакаш. Можам да ти кажам, поименеам, секој ден да ти ги верглам 10 Божји заповеди. Не кради, не лажи, не убивај, не прави прелюба, не се облакај у женско, не го шири гзот у соба пуна со мужи. Ја можам секој ден тоа да ти го кажам. Ама джабе ти ако не го спроведеш тоа, ако не се држиш до тоа. Знаете, имаше еден гениален, според мене еден од најголемите стендап комичари, ќе ги наречам, Джордж Карлин. Имаше на еден свој стендап едно парче кај што идеше отприлика вака, сега ќе ви го парафразирам. Вика, шо е ова бе? Да ја спасиме земјата. Ги тупеше овие сите воук групи, култури што ја спасуваат земјата, екологијата, зелено, курсе тресе уладна вода. Вика, шо е вика тоа? Да ја спасиме земјата од ова, да спасија планетата од ова, спасија планетата од ова, реди, ама онака у струја на свеста, како да ти кажам, во лавина од зборови, од ова, да ја спасиме. И на крај вика, уствари, од кого да ја спасиме, бе? Оти земјата постоела, вика, милиарди години пред да се појавиме ние, човештвото, човекот и првата цивилизација. Па тогаш никој не ја спасувал, а обстоела милиарди години. Ама што се случи? Дојдовме ние, луѓето, и сега мислите дека земјата многу е загрижена, што ние, појма неам, секој дневно бомбардираме, истураме хемиски отрови во реки, загадуваме воздух, сечеме шуми и т.н. Мислите, вика, дека земјата ја заболе путката, вика, некој дека треба да ја спаси, особено луѓето, оние кои што и нанесуваат, како да ви кажам, секој дневно зло, мислите дека проблеми се луѓето, вика, само малце да се изнервира земјата, вака, вика, да се стресе, ко буви, вика, ќе не изфрли, ко куча буви. Не се секирајте, вика, планетата сама ќе се спаси од нас. А од друга страна, како да ви кажам, спасија планетата, вика, видот кој што најмногу ја загрозува, од кој што најмногу се грозена. Го гледате ли парадоксот кој е? Па исто ви закочани. Системот се луѓето, ама не луѓето како луѓе врзани во група,
во партија или во влада или ова поединци. Зошто? Сега ќе ви кажам. Имаше пример пред многу години. Градоначалникот едно градче у Источна Македонија. Пред многу години ова. Некои типци нормално од подземјето му бркаа работа на терен за гласови. Што правеа, како правеа нивна работа. Победи типчево. Тоа беше негова група на луѓе. Победи типчево. Овие и демек сега ќе осредува градов. А овие, како дојде нивниот овој што му трча на власт, еден тамо што имаш исто, еден така како, појма немам како да го наречеш, не е тоа кафич, не е ни нешто ресторан, ресторан да кажа. И го избркаа газдата. Најмафијашки со закани. Еве ти толку пари, оди си од тука. И го презема ова, и арна, ама тоа некоја дива градба што чекаше легализација. И сега го легализираат. И сега им фалат многу работи. И овој им кажа типчево, овој градоначалник им кажа, дечки, све уреду, значи, ве го избркавте човек од мукла, никој не знае, да сите ќутат уреду, ова. Дајте, молим те, не ме ставајте мене у тесно, дајте барем направите ги овие работи, за да пробам да ја легализираме градбава и да ова. Вика тоа, вика многу пари, се вика сега тоа. Вика нема шанси, ама мене вика проблем ќе ми направите. Мене вика ќе почнат да зборат, вика новинари ќе дојдат ова она, вика не бе вика многу пари. Не им плати од свој джеп човекот, од него ја знам приказната. Од негов джеп плати тоа што требаше да се плати за да овие добијат тоа дозвола и поминат инспекциите. Ја знам преку многу примери ситуацијата, не само во тие градчиња во Источна Македонија. Било каде. Помали у Западна Македонија, у Централна, поголеми нема што, ама помали. Тоа се мали места. Тамо секој секого познава. Тамо корупцијата во содейство со купената тишина или ќутењето, како да ви кажам, е нормална работа. Знаете какви, како да ви кажам, какви шериф има низ Македонија во тие градови? Немаат врска они со партија. Они само формално се дел од некоја партија, најчесто на која што е на власт, а иначе се знае која нивната татковина, криминалот. И тие шерифи се вистинските газди на тие градчиња, собственици. Не овој што е градоначалник 4 години што ќе опостават и што ќе сиде. Шерифов овој Меклауд, он е главниот. И ти не можеш да му кажеш на него, како да ви кажам, ти можеш, ама може лошо да ти се одрази на здравието или некоја друга работа. Поготово не можеш да му кажеш со ситуација кој, како да ти кажам, у кои вакви односи кои се нати го, дај ми го, трчале за тебе, на сила, гласови ти се обирале, на убедување нова, те направиле градоначалник. Кај ќе му кажеш? Кај ќе му кажеш? Ке ќутиш као да си мутав. Нем. И поентата, зошто треба да го запамтиме Кочани? Добро, едно поради сите оние што загина, затоа што треба оваа држава да им обезбеди достојно сеќавање во било која форма, во било каков формат. И втора работа, Кочани не ни врши работа како колектив, како заедница, како општество. Ако не направи подобри, не у смисла само да ги осуда тие 60 што се обвинети, 60 души од кои 25 полициски службеници. Не во таа смисла, во оваа смисла другава.
Не да се најдат одредени, не само да се најдат одредени недостатоци кај некој објект некаде во Скопје или некаде во другиве градови од Македонија, не бе, да се откријат овие шеми на корупција. Шерифите главни, да им се подкрстат крилата. Јасно да им се каже, ти си, брате, подземје и остани тамо. И пази шо правиш, оти ако те фатим идеш ќорка. Тоа е проблемот. Тие шеми да се растргнат. И нормално, втората работа, како да се работи на менталитетот. Како јас, што треба да потпишам дозвола за некој угостителски објект, или ноќен клуб, или шо да е, како јас, како Сашо, ќе имам доволно интегритет, храброст, етички принципи, особено ако имам деца, тинеџери, на таа будала што ќе дојде да побара да му потпишам, дури и да ми даде 100.000 евра уплико, да му речам, со ова можеш да си го избришеш грзот, пошто ја имам деца исто што отидат у тој објект и исто ги доведувам во опасност. Тоа е главниот муавет. Системот, кој ќе кажете, крив е системот, кого го обвинувате, бе? Системот, нешто абстрактно. Кавка. Системот. Нема лице, не видлив е, а те стега, те дави, а не ги гледаш рацеве што те дават, не го гледаш сурато. Да, ама секој поединец има лик, име, идентитет и така натаму и така натаму. Работиш на него, работиш со него. А забелја фабричка грешка овде кај човекот е алчност. Желбата да има повеќе, да направи повеќе. Оние кои што се понеспособни, кои што се наоѓаат на места каде што не може да направат многу, примерете така, наоѓаат начин како да направат поише пари, да можат да отидат на одмор, да можат децата да ги пратат на камп на одмор, да можат децата да ги пратат на курс, на спорт, на ова, на она. Затоа секогаш корупцијата е тесно поврзана со фабричката грешка кај секој од нас, кај поединец, желбата да имаш поише. Од тука произлегува. Ке кажеш, корупцијата оди рака под рака со сиромаштијата. Кај е се посиромашни, тамо поголема корупција. Врска нема. Врска нема. Шо мислите, Брисел, Центаров на Европска Унија, Брисел дека се помалку корумпирани тамо од нас? Не бе, људи. Не се работи за тоа дали ти имаш 5 денари или 5 милиони денари на сметка у банка. Битно е дека и ти со 5 денари, и ти со 5 милиони имаш толкај очи. Ти со 5 денари гледаш да направиш 5 милиона, овој со 5 милиона гледа да направи 5 милиарди. Исти курац, само различно пакување. Државата, значи, затоа е тешко искоренување на корупцијата. Затоа што има милион ликови, милион форми, милион тела зазема. Една глава се скратил, друга се појавила ондека. Затоа што е поврзана поединечно со секој од нас. Или како да ви кажам, после којто у секој од нас дреме корумпиран тип. Јеботе. Или уште по-пластично да ви објаснам, секој има своја цена. Или како што рече еден амерички политичар, ако некој не можете да го убедите да направи некоја работа против себе со малку пари, ќе го убедите со многу пари. Тоа е логиката на прагматизмот на американците, на западниот свет. А ние се крстиме со години не на православната црква. Не, ние се крстиме во западните вредности. И сакате овде да не се случи кочани, или нешто друго, или нешто трето.
За нас единствената вера, луѓе, стана, единствената вера за нас стана мера, мерката, количината, парите, богатството, недвижностите. Која црква, која православие, која муда за бубрези, бе? Го гледаш пости за Великден, ке иде у црква, ке се, овој со друга рака, ке се прекрсти, и откако ќе влезе у кафана, у 12:30 по полноќ, веќе ќе почне да смислува како следниот ден да уништи некој кутар човек, или да му го земе бизнисот, или да го или да го не. Или овие мецениве што ги гледате, што градат параклиси, прават параклиси, оние мали не прават цркви, големи прават ова, прават она. Мислите дека тоа го прават од, како да ви кажам, од преголема љубов кон Бога? Не бе, луѓе, си ја мијат совеста. Ти толку срање имаат направено, за да ги направат тие милиони, што сега мислат дека ако вложат во некој Божји храм, овој Господ од горе ќе ги види и ќе рече: фала ти, нема и гале, од сега јас стојам за тебе. Јас сум твојот заштитник, или некој светец таму, или кој да. Како, на кој начин е инаку врзано праењето милиони со учењето Христово? На кој начин е поврзано? Складирањето милиони недвижнини, возни паркови со учењето на Христос. На кој начин е врзано? Кај го пишува тоа? Негде го има, негде у Нов Завет? Не бе, луѓе, све е тоа лицемерие. Човекот е со фабричка грешка, со тешка фалинка. Таа фалинка се вика никогаш не му е доста. Секогаш сака повеќе. И како сака повеќе, така се повеќе се десензибилизира. Станува тап, отапен на други работи што порано му значеле, ги приметувал, бил емотивен, бил солидарен, бил емпатичен. Кога ќе почне да претерува, да ги прегазува сите црвени линии на пристојно донесување на морал, нова се десензибилизира. Станува нешто друго. Тоа е она што народот вика парите го расипаа. Или раскалашениот живот го расипа. И тоа више не е истиот човек. Тоа не е оној што го познававме од пред 30 години. Тоа е некој друг, што ни сам себе не се познава кој е. Тоа е тешка трагедија што се случи у Кочани. Ви велам, една од најтешките во, како да ви кажам, во последните 10-15 години на тлото на Европа. Ние на мртвиве више не се сеќаваме, како што викаше една мајка тамо, вика, на секој марш има се помалку маршови, на секој марш има се помалку луѓе за деца. А и на мртвиве што више народот. Знаете како е овдека? Секој е чудо за 3 дена. Сегде у светот е така. Али проблем е уште поголем што и на ранетите, на тие што преживеа не се сеќаваме. А они уствари го поминуваат вистинскиот пекол. Да не ме свати некој погрешно. Кај овие првиве трајал 5 секунди, 10 секунди, додека не се задушил од јаглерот моноксидот, или додека не изгорел, итн. Овие цел живот, додека се живи, што преживеа, пак и го преживуваат истиот пекол. И конкретно таа вечер, што им се случило таа ноќ, вклучително и сите последици што ќе ги влече до крај на животот. 200 и кусур луѓе, колку беа ранети. Кој ќе кажете и ранети преживеа, чути преживеа. Тие се, како да ви кажам, тие се полуинвалиди или целосни инвалиди или... Зошто? Ради Сашо, што му рекол на Петко, кажи му на Јанко да иде кај Станко, нека му цалне нешо,
да има и за нас, све ќе ти потпишам, после нека дојде кај мене и ја ќе му потпишам. Тоа е причата. Дали е Скопје, дали е Кочани, дали е Кратова, дали е Виница, дали е Радовиш, Пехчево, дали е Кичево, Дебар, Гостивар, Охриц, појма немам, Тетово, итана. Истата прика знае сегде. Со години. Власта си ја заврши работата. 60 души уапси, од кои 25 полициски службеници. И тука има исто еден парадокс. Извинете, може ве тупам. Тука има исто еден парадокс. Колку повеќе имате обвинати, толку потешко доаѓате до вистинската правда. Тоа е судски парадокс, правен парадокс. Не знам како кажете. Колку поише обвинати, толку помалку правда. Толку поише има шанси меѓу тие обвинати да се протне некој што може би има најголема вина. А не е тоа власта крива. Пак, начинот како се поставени работите. Власта реши, тргна, апси, и нивни, и све апси, и шо, ај ќе видим, еве. Пак ќе дам пример, идентичен, Швајцарија, оно што се случи на Нова година. Луѓе, абе тамо отворено, градоначалник, појма немам, кој беа тој тамо за урбанизам у градот одговорен, за појма немам за шо беа. На прес излегува мртви ладни си кажа, ние не презимаме никакво, ние немаме одговорност за таа работа. Па тоа да му се десеше на некој наш тука да го каже. Пример е градоначалник на Кочани живее. Не сум ја одговорен, не сум. Па он ке беше растргнат, мислам, медиумски, фейсбуковски, инстаграмски до следниот ден, ковче немаше достане од него. Веде мртви ладни си кажа, бе, кој бе, ние, какви оставки бе, не даваме, бе, ние не прифаќаме одговорност. Еве ви ги тамо, газдите, у нив барајте одговорност. А газдите тамошни, мажот и жената на тој клубот што изгоре, идентичен начин. Скоро ист со Кочани, со шталана во Кочани. Со години така се провлекувале. Им доаѓале и на нив инспекции. Ова не ви е добро, сте ги затвориле со фотели, влезовите, тој долниот дел кај клубот, па има скали нагоре, нели за да излезеш надвор. Тој долниот дел е имало два влеза тамо на страна, ги заграделе со сепареа, убави големи сепареа, така интимни за интимни по интимни средби, така натаму и така натаму тој дел тамо не. Никој ништо не можел на тој брачниот пар. Исто, со години се жалеле луѓе на бука, на ова, на она, станари тука, жители од близина. Никогаш никој ништо не им кажал. Никогаш ништо не платиле ни франк за тие поплаки што ги примале. И тужби. Све паѓало онак. За било што. За на крај да дојде до ова. Па немаше апсење од напис. Дојде сама у суд оваа, си даде изјава, си излезе од судот слободна, си плачеше малку, кажа колку е жал за жртвите. Сето тоа се виде дека адвокатот и кажал што треба да каже, пошто тука да не беше адвокатот, нели, за да остане, нели. А 9 дена бегаше, а немаше нигде. До човекот е. Ние сме кабајат. Јас и ти, и тој, и таа, и ние, и вие, и тие. Ке рече некој, ако се прашува некој зашто се сурови у некој земји кон одредени работи, кон корупција, кон кражба, економски криминал, вака, онака, итана, педофили, силувања, брутални, зашто се сурови у некој држави? Као Кина, као некој држави од муслиманскиот свет и така натаму и така натаму. Затоа се сурови. Затоа што сватиле за некои човекови девијантни однесувања правниот лек у смисла на затвор, не знам, дека не брка работа. Дека оној што наумил има тригер нешто да направи болно, он ќе го направи ако свесен дека иде у затвор. Ама ако знае дека може да остане без двете раце,
ако решил да краде, ако знае дека може да биде обесен на дрво, у јавност, пред комшиите, тогаш потешко се одлучува на таков чекор. Затоа ние се за нас, за нашата цивилизацијска поставеност, предодреденост, мислам, тешко е да се сватат овие работи. Од аспект на нашата цивилизација, сакав да кажам. Од аспект на нашето темелно воспитување. Ама кај нив се тие работи многу нормални. Ете, тоа не знам колку ве тупев. Нема лек едноставно. Она што е, пак ја сетете се на зборовите што ви ги кажав на стендап комичарот Џорџ Карлин. Не можете да го смените системот. Не можеме ја и ти да го смениме системот, ако ја и ти сме го поставили. Како може да го смениме ја и ти системот, таков погрешно поставен, накриво наследен, ако ја и ти сме го поставили? Иако ни одговарало таков да биде. Таа не може. Ајде.